Топ 5 интересни факти за фудбалот. Has only to nod it in. Најраните докази за активност поврзана со фудбалот е од 3 век пред нашата ера за време на Хан династијата во Кина. Тоа била едноставна игра со топка што се викала цуџу и целта била да се шутне кожна топка во мала дупка направена во крпа, позиционирана неколку метри над земјата. Првично ова било користено како воена вежба, но популарноста на играта брзо се проширила низ високата класа. Подоцна играта се проширила и низ други нации и ја инспирирала јапонската игра кемари, каде што луѓе стоеле во круг и се обидувале да ја одржат топката во воздух што е можно подолго. Ова е скоро како традиционалното џонглирање, само со други правила и облека. Зошто држави како САД и Канада го нарекуваат овој спорт сокер, а остатокот од светот го нарекува фудбал? Секако има малку смисла некој спорт што се игра со рака да се вика фудбал, но би можело да биде повеќе сватливо кога ќе дознаете од каде потекнува. Овој спорт почна да се нарекува сокер во Велика Британија и еве зошто. Фудбалската асоциација ФА била основана во Лондон во 1863 година и овој спорт официјално бил познат како асоцијатски фудбал. Тоа било и се уште е целосен назив на фудбалот. Ова било направено за да се разликува асоцијатскиот фудбал од други варијации на играта како што се рагби фудбалот и галскиот фудбал. Но користењето на целосните имиња во секојдневен разговор било можне незгодно, па затоа биле создадени кратеници за да се олесни говор. Популарните разговорни имиња во тоа време се правеле вака: додавал суфиксот ер на крајот од зборот, па така рагби фудбалот станал рагер, додека асоцијатскиот фудбал станал футер или сокер. Значи зборот сокер доаѓа од кратеницата на зборот асоцијатски што се користи во целосното име на спортот. Во 1999 година на надпревар во главниот град на Демократска република Конго ненадејно бил прекинат надпревар од удар на гром. Ударите од гром за време на фудбалски надпревар не се толку ретки, но овој случај е дефинитивно уникатен. Не само што полот играчите на теренот починиле како резултат од громот, туку сите тие 11 играчи биле од истиот тим. Уште почетно другиот тим го заврши мечот без ниедна повреда. Локалните граѓани, познати по тоа што веруваат во работи како магија и клетви, биле во дебата дали тимот бил проколнат или не. Нешто што дополнително ја загрее оваа теорија беше фактот што резултатот за време на инцидентот бил 1-1, а настрадалите играчи беа од гостинската екипа. Рекордот за највисока победа на сите времења во професионален фудбал доаѓа од Мадагаскар во 2002 година, каде што резултатот бил неверојатни 149-0. Причината за овој апсурден резултат е во тоа што поразениот тим во континуитет ја шутирал топката во сопствената мрежа како протест за судиска одлука. Претходниот рекорд на клубско ниво се случил во 1885 година со резултат 36-0. Додека пак рекордот за најголема победа на репрезентативен надпревар се случи во 2001 година, кога Австралија ја совлада Американска Самоа со убедливи 31-0. За многу луѓе фудбалот е повеќе од игра. Во Бразил, на пример, фудбалот е скоро како религија и баш како религија, таа екстремна пасија за фудбал може да доведе до некои екстремни ситуации. Перфектен пример за ова е финалето на светското првенство во 1950 година, одржано во Бразил. Во финалето се сретнале селекциите на Бразил и Уругвај. Неколку дена пред финалето, медиумите и општата јавност веќе беа сигурни дека Бразил ќе стане светски првак. Организаторите веќе имале припремено бина за говор откако Бразил ќе стане шампион. Но, шокантно за секој можен гледач, Бразил го изгуби надпреварот со резултатот 2-1, правејќи го овој меч еден од најголемите изненадувања на сите времења. Толку многу што дури некои навивачи на трибините си го одзеле животот фрлајќи со стадионот. Исто така била забележана голема бројка на самоубиства ширум Бразил. Бразилските вестници и радиоводители дури пробале да го негирале резултатот и фактот дека биле поразени на домашен терен. Целата таа хистерија била наречена Мараканазо по името на стадионот.